Тишината е празното место, платно на светот, а само малкумина го поседуваат клучот за да ја претворат во музичка архитектура. Постојат звуци кои се слушаат со увото и други кои се чувствуваат директно во пулсот. Живееме во свет полн со врева, но со многу малку вистинска музика. За да се истакнете денес не е доволна само техниката, потребни се душа, визија и неисцрпна љубопитност. Во рамките на секој симфониски оркестар постојат голем број музички инструменти со кои можете да уживате во најдобриот звук на джезот, блузот или класичната музика, меѓу останатите жанрови. Покрај гитарата, виолината и ударните инструменти, клучна улога во развојот на звуците и симфониите играат бас гитарата и контрабасот. Дури се смета дека се сидрото на музичката композиција. Велат дека музиката е единствената временска машина која навистина функционира. Може да не врати кон нашите корени или да не одведе до иднината која се уште не ја ни замислуваме. Денешниот гостин е чувар на таа звучна меморија, архитект на невидливото кој го посветил својот живот на усовршување на јазикот на музиката. Од строгоста на партитурата до слободата на импровизацијата, неговата е навистина импресивна биографија која отсликува суштината на македонскиот музички космополитизам. Тој не е само музичар, туку вистински архитект на звукот кој успева да ги поврзе Битпазар и Баир со светските джез сцени. Денес го истражуваме универзумот на Оливер Јосифовски. Оливер, добре дојде во Трафика. Вау, какво добро отварање. Драго ми е што ти се допадна. Многу ептен. Добре ве најдов. Роден во Битола, не кажуваме кога, во семејство на Тапанџи, што е многу интересен факт. Тапанџи со повеќе децениска слава, тоа е битно да нагласиме. Да, јас кога станав свесен, тоа имаше околу мене само ритам. Подоцна го поврзав со контрабасот и сега тоа така оди од едното до другото патува. Но ритамот е неизбежниот дел од музиката и од, како кажуваме, од начинот, од дишењето, од начинот на живењето, тој внатрешен ритам, внатрешниот мир, си сака ритам. Не може ништо без музиката. Не може. Ништо без ритам, без музика. И без ритам, да. Не може ништо. Тоа не може, мислам дека не може никој да ја запри музиката. Музиката си е дел од секој пат била дел на на сите култури на светов. Дури планетите звучат на одредени ноти, на одредени фреквенции кои што се ноти, така на А, на Д, затоа ги ставил холст во својата композиција планети, нели? Да. Кажи ми, музичката академија ја заврши во Софија, во Панчо Владигеров се викаше, да. А модел поп и джез музика, многу интересен избор и контрабас. Во тие години немаше, тоа беше најблиско и некако беше најголема можност таму да се отиде, пошто пред мене имаше уште двајца мои многу блиски другари музичари, кои што заедно свириме и ден денес. И од кога отидов на обиколка да видам како тоа изгледа, и беше многу фино, многу убаво. Тие веќе го имаја отворено патот, го скршија мразот. И после тоа многу македонски музичари, дали од класичната, дали од джез сценава, кој што е во Македонија, а и пошироко, се сретнавме таму, така да го поминаја тој филтер. Мислам, Софија е едно големо
градиште со 2 милиони луѓе, кај што има многу музика, има многу традиција за џез музика. Во тие години кога студирав им беше правеа нешто 40 години од џез одделот. И има многу музичари кои што се и ден денес комуницираме, се знаеме. И Софија е полна, преполна со многу движење, со многу театар. Така да, пошто мојата пасија некако низ животот многу природно се движи меѓу музика и театар, и компонирање музика за театар. И, така да некако Софија беше многу природна средина за... Кажи ми, зошто контрабас, најдлабокиот, нели оној звук кој што во споредба со другите виоли е најдлабокиот и е популарно познат дури и како двоен бас, нели, затоа што е контрабас или двоен бас. Да. Зошто контрабас, а ете првата љубов тапанот и не перкусии? Па тоа некако беше многу јасно, јас како децава денес кога ги терам да и додека предавав и додека ги сретнувам и сите деца ги сретнувам, некако тоа што го знаеш не го одбираш тоа што е следно после него. Научиш, така, да. Да. И јас пошто многу паралелно учев, одев на музичко, дома тоа со тапаните, беше јасно дека беше многу лесно тоа целото, беше многу достапно, беше многу лесно и беше многу... Беше лесно беше, тоа не беше некој big deal, не беше толку дека некој знае да свири, пошто сите знаеа да свират во нашето мало. И беше природно и нормално дека еве тој свири тоа, ти свириш тоа и тоа е тоа. Е сега кога треба да се отворат новите лекции, новите чептери за нови инструмент, за една приказна која што треба да значи дека музичар, мислам, моите не сакаат да биде сега тапанџи, музичар, леле, ама. И така некако беше тоа, некако остана, музичар, супер, ама добро, тоа, дај нешто друго. И контрабас, јас пошто одев паралелно, ниже одев на хармоника, ама тоа пак требаше да вежбам стално кога игравме фудбал надвор. И ги прескокаше тие учења. Да, им беше некако сега тоа морам и ова да свирам, па фудбал, а убаво беше кога не играш фудбал, убаво е да свириш, нели? И во еден момент и прекинав, кажав не доаѓам повеќе, ама професор беше многу. Зашто толку убаво ти оди? Некако не. Фудбал, заради фудбал ти не. И после тоа ме стави во оркестарот да свирам контрабас во тој мандолинскиот оркестар, во еден мандолински оркестар, и тој оркестар и на школото. И така почнав контрабас да свирам и кажам што е ова? Па кажам многу е лесно, ти си многу музикант и тоа е лесно ќе го совладаш, добро. Лесно со сила треба. А па убаво беше некако и беше убаво, тука имаше инструменти што се убав тембр, мандолини, имаше гитари. Преубав контрабас. И само јас бев контрабас и така бев, нели, бев од повисоките генерации и околу мене беа сите што пееа хор, нели, девојките што си пееа хор и ми беше убава средината тука некако, викам, шо фино, тука добре. И после тоа, после некое време пак ми кажав, што ќе правам со ова, јас пак со фудбал, со спорт, нешто. И беше многу стресно за професорот, пошто тој многу сакаше да се занимавам со музика, мислам. Пошто ја фативме линијата на контрабасот. И добро го откажав тоа, и завршив основно веќе и после тоа си продолжив тоа што планирав да правам. И по многу години фалеше басист, ни фалеше басист, затоа што кога го правевме Фолтин со Бране, многу долги недели, месеци, периоди седевме, тој свирише гитара, а јас исто знаем да свирам гитара, мислам, знам да свирам и знаев. Тоа ми е прашањето, зошто контрабас, едниот требаше да свири бас. Така, ама зошто контрабас и бас, ако свириш контрабас, можеш да свириш и бас гитара. Не е само длабочината. Роднини се. Да, како исто жици има, така? Да, и во тој класичен однос има 4 жици или 5.
И се роднини се тие. И така да, така почнав некако, многу спонтано, бас, имавме една акустична гитара, таа ја преправивме да биде бас и бевме многу среќни. Дека ете едниот свири бас, другиот гитара. Тоа со Бранислав за Фолтин зборуваме, така? Така да, тоа беше исто, тоа е порано, тоа е во 90-тите тоа. Так, 98-а некаде почнувате тоа. Ама не, порано, многу е раничко. Порано е. Тоа се годините до 98-от некаде, до 92-а, така. И целата игра беше во тоа што контрабас, бас гитара и дека едниот свири една линија, другиот и пошто слушавме, имавме круг на пријатели кои што слушаа многу креативна музика, многу инспиративна. Јас бев најмал од целата таа тајфа дружина, имаше луѓе кои што се занимаваа со сите, со цела палета на уметности, кој пишуваше, кој црташе, имаше луѓе што танцуваа, има тоа беше една во Битола беше една голема екипа од одбрани луѓе, мислам голема за едно место. Место, така. Да. И така да некако ова беше тамам, беше распоредено. И за музиката која што ни се вртеше во главата и која што не знаевме нити како се вика, нити како треба да се вика, нити како треба да изгледа, но со многу процесирање, со многу истражување, ете таа беше поставена на некои инструменти, кои што и бас гитарата влезе тука во некоја игра, па што перкусите пак цело време тоа се придружни, чеке се ова да снимам, па чеке ова да отсвирам, тоа беше лесно, нели? И тоа беше толку многу голема стана таа пасија за бас, за бас, што во еден момент јас кажав, леле, ами јас еднаш во животот свирев бас, ама тоа така ми помина. И во Битола баравме од каде да најдеме контрабас да слушнам после, да кажеме, кога било после, не знам, ни добро 7-8 години, кога што се освестил малце повеќе, да земам да свирам некој инструмент што се вика контрабас, јас немам спомен тоа како изгледаше кога било во основно, нели, во нижо основно. И така да тогаш тоа стане на паси и беше еден момент, се разбрав едно сабајли, пак пробите течеја со тоа бас гитарчето и викам да ви кажам нешто, пошто баравме контрабас, прашувавме може ли од мандолински, од кој мандолински контрабас, тоа отидов кај професорот, тој веќе беше пензиониран тогаш. Кажам, многу ми е мило дека контрабас, ама ти некако го прескокна тој инструмент. И дури едно сабајле сонував како сме украле некој контрабас. Тоа многу смешно изгледаше. Како сме зеле контрабас, за да видам само како во некој албум, како звучи и добро, и го вративме пасот и викам, знаете што, еве ова се деси. Колку е во суштина интересен за тоа што дури повеќе од виолончелото е близок до музичарот. Ти си гушнат со контрабасот. Тоа вибрирана, тоа така вибрирана. Целото тело го чувствувате. Да, тоа така вибрирана на секој дел, секој дел од човечкото тело, заеднички со инструментот и е прекрасен инструмент. Мислам вака изгледа многу голем за носење, за преносување. Ама иначе изгледа убаво, треба некаде да го стави, треба да имаш една бескрајна огромна соба и треба да живееш сам. Нели? И тоа изгледаше, тоа е многу смешно затоа што кога се појави контрабасист на улица, тоа е шок, мислам тоа е ексцесија. И се често пати добиваш коментари, пошто низ Битола до еден момент не возев автомобил, се движев пешки со контрабасот. Тоа беше со огромниот контрабас. Па да, викај, кај оди со чамецот или каде со креветот? Некој викаше, еден од детка, мамо, види колкава гитара има, кажа. Сине, не е тоа гитара, тоа е труба. Нели? Контрабасот е просто контрабас, тоа е најголемиот инструмент. Најголемиот инструмент кој што човек може некако да го преносува. Има поголеми харфата. Харфата само што е. Големи се тие, али тие се пијаното, нели? Али тие се инструменти кои што се пренесуваат на посреден начин. Контрабасот ако некако има човек еуфорија и ако има голем мерак, може да се движи со него. Мислам, јас во Софија првите 2 години живеев многу далеку од клубот кај што свиревме, а после се преселив многу близко до клубот и не требаше конечно такси да фаќам, и не требаше многу долго да го носам
Наравно него му измислив, Колку имаше тежи? едно Многу тркало. тежи. Па вака различно тежат тие сите, зависи од колку осмини е, колку четврти, така. И му измислив, има тркало едно, сега, јас му го измислив тоа, немав откаде, мислам немаше да го купам. И го измислив и првите моменти убаво беше со тркалото, го носев, пошто има тоа се прода, тоа е во редовни геджети, во редовна опрема за контрабас, ама нели јас викам се спасив, еве направив тркало едно, така, и се монтираше. И на враќање, ама не знам, на неколку пати работеше, на враќање кога се враќав ке 2-3 сатот, тоа толку почна да квичи од почеток. Кви, тркалото. Јас се низ населба, која што беше убава низ Софија, од клубот, јас до дома, тоа ми е 10 минути, ама со тркалото, леле. И почне луѓе да излегуваат. Што шкрипи? Демек, вие сте се снашле, ама како ќе спиеме, добро. Така да и тоа тркалото наскоро го отстранив. Не мораш да го носиш целиот тој. Да, и така со контрабасот. Музиката за тебе и техничка алатка, но и духовен канал. Во сите дамари тие, тебе во вените ти тече. Кажи ми што ти се случува кога ја слушаш музиката? Еве, не мора да е и твојата, може нели и друга. И што кога почнеш да работиш, да компонираш? Па да, имав избор, и пошто имало и такви прашања, што би било. Мислам да имав избор за да среќа што е така, супер е тоа што е така. Сега знам дека е голема среќа и многу се радувам што И голема така. радост е за нас што ве слушаме. Па мене исто така голема радост ми е за луѓето кои што исто така прават музика, луѓето кои што слушаат. Мислам, фала на Господ, фала ви вас што постоите, што може да си споделуваме музика, затоа што јас иначе не би знаел што друго да работам. Да, значи на прашање што би работел, не знаеш друго. Па не, едно што би време бил. долго време се занимавав со, мислам, шутирав топка или нешто, или на баскет или на фудбал, нели? Ама тоа беше само еден краток дел, мислам, било само еден краток дел, придружен дел за до тука. А музиката, што ми се случува, ништо ме потсеќа, ништо не ми се случува. Додека се возам, а почнува да ме потсеќат разни предели кои што почнува да ми враќаат со нешто што значи дека музика, ама не музика како динамика на кој каде оди, кој каде некако така визуелно. Мислам, сега зборувам од последниот пат кога патував и така некако патот не беше, на враќање беше поправ за возење, а на одење беше по... Ти тегнува некаде во Германија направија ноти долу по... Има, да. Многу јако. Многу се убави. Ами и како, ако се вози со точна брзина, свири музиката. Да, свири музика и тоа е, и тоа е многу убаво. И го има во Унгарија, јас тоа го имам сретнато и многу го посакувам да се случи на нашиве нови патишта. Кои што ги градат, па убаво би било. Да, како не, преубава работа. Би било многу добро, затоа што така беше изненадување. Така да музиката најчесто доаѓа како придружен момент на да, се како не доаѓа како еден контрапункт на тоа што го правиш во моментот, на пример, додека ми е садови, доаѓа некоја фраза. Додека има често пати кога на сред спиење или на пред спиење, ако не го снимиш, ако не го чкатни, се исчезни тоа, да. А викаш леле ова колку добро, многу познато ова е тоа. Многу познато за нешто кое што нели нашиот ум и нашата душа си го собира. Од некаде е слушнато дојдено и како е рефлексија на нешто. Така да коментарат често пати на многу нешта кога ќе не знам, кој човек ќе земи да готви или кој ќе земи да прави нешто десетто, најчесто го решаваш проблемот, најчесто ја решаваш ситуацијата за дали е тоа музика, песна, дали е рефрен, дали е почеток, па дали е, пошто јас работам и наменска музика, нели? Дали е за некоја сцена, за која театарска, за која динамика. Но да, само просто сети се на тоа дека не може само музика земи на една торба и отиди на пазар да видиме дека што има денес на пазарот, какви продукти. И најчесто тука се случуваат многу интересни нешта, решенија за многу сцени, за решенија за многу песни,
Така. Оли стаклофоните. Тоа е многу интересна играчка. Да, за таа твој изум. И знаеш сега кога ќе размислам, мислам дека можеби не го пуштив, не им го пуштив во режија да го видат, ама ќе го најдат на YouTube, треба да го видат тој, ама еве опишени го тој инструмент што го имаш смислено. Па тоа исто, тоа беше делот кога се одмарав во Софија од дневните, неделните задачи по контрабас, по музика, и тоа беше тој момент кога мене ми фалело ритам, пошто тој инструмент, оли стаклофони, тој инструмент работи на ритам. Тој се на ритмички вибрации, пулсирања и репетативно. Ама толку беше убаво затоа што со играчките кои што ми беа како за електронско истражување со контрабасот, на вечер за да не свирам на контрабас, пошто до 10 часот нели може да се свири. Сега свирам и подоцна, пошто имаме електричен контрабас, па тоа е лесно. Да речам, има таа опција, нели, оној... Да, сега е лесно. Сега е лесно, да. Сега е лесно, нели, додека слушавме на дискмени, на касетофони, тогаш беше многу интересна музиката, затоа што имаше моменти кога го нема тоа, од никаде кај да го чуеш, освен треба да одиш кај твојот пријател да ти го пресними тоа и да си дојдеш или на CD и да си дојдеш дома да го слушнеш. И ова беа тие моменти кога јас го видов во ќошот. Интересни имаше електроники, имаше еден пикап за контрабас и тој го вклучив на едно стакло скршено од некој дел од куќата кај што живеевме во Софија. И просто го приклучив едното со другото и ми стана јасно дека може си најдов нова играчка слушалките. И тоа почна да се развиваат едни многу интересни нешта со фреквенција. Јас подоцна тој инструмент, тоест на почеток тој инструмент го крстив пиезо контактите што нежно вибрираат и милуваат, наспроти стаклената решетка на силициум диоксид што нежно милува и трепери. Убаво звучи, да, јас го гледам видеото. Да, наспроти пиезо контактите кои што вриштат. Така го имав направено, за да биде опозит, нели, да биде... Така да, едно долго време имав настапи со тој системот. Имаше периоди кога што истражувам па разни стакла, па разни дебелини, разни површини, и имаше еден период кај што многу се затварав со тие стаклените панели. Тоа ми беше интересно, но сватив дека треба многу време за да некако тоа почне, да станам јас дел од тоа, пошто така ги снима во еден момент, па ги пуштав, ги продуцирав. Тоа е како играње некоја забавна игра на музика, на среќа, и кој што там треба многу следење и ми земаше многу време. И настапував, имал концерти во Загреб, тука на Денот на македонска музика, па во Битола на разни перформанси, многу се радуваа луѓето за тој инструмент. Затоа што е нешто што не е, нели, како инструмент што постои. Ке те вратам назад во 98 учиш во најголемиот приватен музички универзитет во светот, Беркли College of Music. На 98 имаше во Благоевград имаше аудиција за Беркли. И ние цела академија се спремавме и неколку зедовме некаква стипендија. Да, некаква стипендија кое што беше многу голема радост, затоа што тогаш доаѓа на писма доаѓаше. Во писма стигна таму кај што живее во една населба во Софија и стигне на писмо и прво пола сат не можев да верувам, нели? Имаше некаква сума, еден куп документи, реклами за тие, нели? Така доаѓа како да биде кечи се, имаше убави сликовници, нели, кој кај учи, како изгледа, тоа се служеле со ноти се. И можеше до 2001 година да се искористи таа стипендија. Тоа беше за еден семестар.
стипендија и после требаше нели да се најдат уште пари за да се оди да се даде. Меѓутоа набрзо почна бомбардирањето на Балканот, на ова. И мене некако тоа целото ме пресече, а и моите кажа, чекај сега треба да земиме кредити, треба да одиш. Викам да, добро. И во меѓувреме уште еднаш аплицирав, уште некој малецок дел зедов на овие некакви средства и тоа можеше да се оди таму да се продолжи, а можеше и да се оди на летна школа тука низ Европа, најблиску беше во Италија и така да тоа така го средив, така некако да ми помини и тоа школување низ раце за да може да биде ете и таа потточка. Стои пошто на аплицирање на голем таков конкурс кој ќе доделат грант, тоа е преубаво, мислам тоа е. Да, како не. Мислам и доскоро и добивав и сега уште добивам некакви апликации сега на мејлот, таму мислам некако. Меѓутоа набрзо запознав луѓе кои што учеле таму и некако си го предадовме тоа. Таа музика и така, тоа заврши само во рамките на летна школа, да, преубаво искуство и после сега сите тие искуства со текот на времето како поминува времето, сите тие искуства многу брзо ги скенирам кои ќе се случат на проекти, на процеси на работа на албуми, на процеси на прави музика за театар, на патувања, да речиме на процес на работа во Истанбул, во Турција на театар, и значи на процес на учење на друг јазик, на така некако целото тоа ми е врзано со ова се прави сега и после се вметнува во ова. Тоа стои тука како еден од мозаиците, пошто верувам дека ние сите творејки, тоест дојдени сме тука за да направиме еден свој мозаик, да изградиме на слика која што таа слика ќе кажува нешто за нас, пошто не сме тука дојдени за џабе и не ставиле тука така, нели? Така. Формирањето на Љубојна е еден огромен пресврт за тебе. Во 2001 вие формирате. Па да. Оваа година прославивте 25 години, прославивте, односно... Па, годинава си е во тоа славие, торта уште немаме дадено, ама рано е за тортата, пошто ќе биде во следниот дел на... Така треба да има уште делови за славењето. Да, ќе направиме уште неколку концерти, еве ги договараме, вчера се слушнав со еден мој пријател кој што работи во шоу бизнисот на Балканот и Македонија и каква е состојбата со празни сали, како изгледат за лето ова, како така да ќе го треба на отворено. Испланираме, убаво би било на отворено, сега зафатени се така и таква гунгула од концерти што нели да, имаме каде. Среќа. Ама ќе биде, сега ќе го договориме затоа што јас доскоро работев на 2-3 театарски проекти, сите беа надвор од Македонија. И морав да ги завршам и кога човек ќе се пресели со духот и со телото некаде да сработи нешто, тоест да биде во еден креативен процес, некако си заборава обврските што течат паралелно тука, сега пошто и таму е многу важни. Зошто важни? Затоа што на почетокот кажав дека музиката не враќа на корените, не враќа, не носи назад. Вие со Љубојна сте чувари на таа музичка меморија. Морам да го споменам мини концертот што го имавте пред некој ден за време на промоцијата на книгата на Вера, каде што чув песни кои што ги немав чуено јавно, како Чујте вака хеј дружино или горанската нашинска песна, како се викаше Пукна пушка мајчице, која што Вера навистина ги... Тоа е невидено нешто. И не знам зашто не сте ја вклучиле на концертот на следниот морат. Па еве ја вклучивме тука, иначе ако ја вклучевме таму, па немаше да биде тука. Тоа со песните, како доаѓате до песните? Истражувате, одите на терен или едноставно не истражуваме, ние доаѓаме лесно до се кое што... Имате архивата, нели? Не, ние луѓето доаѓаме многу лесно до тоа што сакаме да ни се случи. Не, ние доаѓаме до тоа. Ова е тоа. Кој е цвеќе? Ова е реткото цвеќе. Сега веќе знаеме дека е тоа. Знаеме како изгледа, нели, како изгледа рапавата кора на портокалот. Ако многу добро се следат мирисите, вкусот, естетиката, идејата за работите, на кај напред,
без да мислиш дека ова ќе ми треба, сега ова ќе го научам дека ми треба, мислам кој научил нешто ако му треба. Не, него нешто што те интересира, што ти многу го сакаш, пошто се средби. Се песните се сите тие се средби. Од дали биле многу порано, дали биле скоро, дали некои песни има неоткриени песни има кои што ние ги знаеме, ама не знаеме дека се многу добри. И Јас пукна пушка мајчице ме одушеви, особено што имам пријатели горанци и го знам јазикот, го знам дијалектот, нели нашинскиот. Да, преубаво. Така што е тоа фантастично и имаат навистина интересна музика. Многу интересна музика има. И стил на пеење. Тоа е исто многу интересна музика има низ светот, многу интересна музика има околу нас. Сега само е прашање на онаа средба со својата лична естетика, својата личниот вкус, личната болка, личната борба и личната радост, која песна на што те води. Затоа што тие песни кои што ние ги свиревме, сме ги свиреле, сме ги поставиле, беа многу долго време само затворени, беа на носач на звук и знаевме дека се викаат Костурчанки, Вапчорки, Меглики. Така. Вања, Васка, Пецата. Само, мислам, јас сум од тоа време кај што на радио, одеше тоа, ама секој пат тогаш излезе беше и MTV. Мислам, MTV тогаш грмна и беше, вау, ние не одевме на школа, затоа што кај другар ми Андреј се имаше дома MTV. Прв деца и ние таму нацртани MTV. Сега на децата да им објасниме што е сателитска, да им кажеме. Ето сосема друга дименсија. Така да, музиката е секој пат тука, музичката форма и некаде, мислам некаде. Ама треба да се ископи, треба да се направат аранжмани како што. Треба да дојде, треба да си кажете нешто со он. Иначе чувари на музичката богатство. Точно, ништо не значи. Така, не мислев така. Мислам, не, си го кажуваме, како што велиш ти. Мислам, јас го кажувам јавно како за чувари за ништо не значи затоа што Јонче Христовски отишол на повојница кај Виолета Томовска и кога го видел малото дете, ова ми го имаат кажувано, значи така Виолета лично. И кога го видел малата ќерка и видел македонско девојче. Ето тоа е така. Мислам, свака час, ете тоа е тоа. Така таа музика треба да биде. Сега ние сме генерации кои што нели не фатија милион промени ups and downs, да. И сега ние немаме време за, мислам, ние ја доживуваме наша традиционална музика како нешто кое што е многу старо, а тоа уствари доскоро луѓето твореле и правеле 20 години било тоа. Да. А изгледа како да е пред 3 века. Така е. И убава е традиционалната музика, е убава е нешто што најубаво нешто што може да ти се деси, но таа е музика која што била тогаш и сега од таа музика се прават разни нешта. Најбитен е материјалот, штофот, како изгледа таа музика, тогаш како изгледала, да знаеме дека свирането на тамбури најчесто треба да не потсеќат на риф на гитара. Тоа ми го кажаја моите предводници музички од музичките бендови кои што успеале многу на нашиве простори и најчесто тоа така се наоѓам во друштво кај што јас секој пат сум бил помалиот од ова, од најмалиот од друштвото. Така да слушајќи ги сите овие мајстори кои што направиле од нашава традиционална музика големи брендови, слушајќи ги и употребувајќи ги на тој начин сум стасал за едно моје видување, за еден мој агол на нештата. Иначе се има на плочи, се има на дискови, сега се има. Има. Она импровизација, јас морам да те пофалам како концерт мајстор на последниот концерт каде што го водиш концертот онака како што треба да се подигне и публиката и како тебе ти доаѓа во, нели, едниот да свири потивко па да дојде соло на друг. Да. Тоа е многу поубава работа отколку носечот на звукот каде што е еднаш снимено и концертот е најубавата средба што може да се случи меѓу тие што свират и тие што учествуваат на концертот со гледање, со внимание и пошто тука тој флуид што течи, тоа е уствари музиката. Концертот убав, концертот беше супер и големо изненадување затоа што
затоа што таму сега еден натрен нов концепт скриен, не е скриен, се слуша. И е на староградска некоја музика, малце трубадурска, која што не е веројатно добро, топло звучи и работи, затоа што бевме познати по многу. Така, имавте чалги, имате блех, имате Многу джез, нешта, сите можни стилови. и сега ова е некако многу fine tuning. И мене многу ми се свиѓа, така да продолжуваме во тој Ми се допадна многу и концертот овој малиот, помал да речам. Концертот, помалиот тој концерт беше многу по за мене близок, Епа да не беше малиот, ќе речевме ова. Големиот беше фантастичен, значи тоа секако. Се малото има своје доживување. Малиот концерт беше средба и можевме да излезено од душата на сите, тоа е чудно. Добро, можевме да си дозволиме затоа што знаевме за првите. Тој толку требаше да трае 1 сат, но траеше многу подолго. Затоа што во еден момент се сетив дека има музика, може да ја отпееме како ете така меѓу нас кои што бевме таму, да си ја отпееме таа музика, да ја отсвириме таа музика, која што не секој ден нити може да се слушне, нити пак тоа се теми кои што ги знаеме, кои што се отсвирени онака поставени се и не тоа не се теми со аранжманите, тоа се просто тоа е музика која што како правеле порано? Порано како учеле? Мислам имале од поваму радио имале, ама малце порано, луѓето стално оделе по гости, оделе стално на маса, па слушнав една песна, има луѓе што памтат, се уште памтат, пишуваат. И така, слушнавме една песна, па чекај да видиме да се подсетиме дали беше вака таа песна. Има песни кои што на едно подрачје звучат вака, а на друго подрачје слушнав дека истото тоа, ама звучи вака, изгледа вака. Има исто песни кои што се исто зад разни граници, измислени или постоечки тогаш, или па сега постоечки, има и стално било едното, Истанбул, Солун, па тоа наваму доаѓало Охрид, Битола, па доаѓало ова нагоре, поинаку се мешало, и Медитеранот тука, Врање ова, Ете, мислам, зарем тоа не е, ние сме стварно центарот тука на збитнувањата и на вкусовите. Поголемо богатство, тоа нема поголем комплимент. Можеле да собираат од се помалце и да преубаво е тоа. Предобро е. Затоа нашата музика не е нити ориентална, не е нити европска. И е фантастична. Исто, се сложам на 100%. Голем радост, да. Семено сте музички сите надарени. Не знам само Јана, еве Јован свиреше на... Не, добро, и Јован и Јана имаја отворена покана. Мислам, ние имавме покана за гости. Меѓутоа до тука стигна тоа да биде првин да ги поканам првин Јана и Јован. И Јован рече, јас ќе размислам, Јана рече, јас не размислам, јас не доаѓам. Добро, мислам, Подивајќи дојде времето? Нема никаков збор, затоа што тоа не е ставено на никаков кантар. Таа има јасни ставови дека јас ќе свирам тапани и тоа нема никаква врска со никого, него тоа има врска само единствено со себе, А Јован прифати оваа поканата, мислам челенџот, па заедно вежбеа после, мене се спремеа за концерт, заедно помагаше, така да тоа, мислам, тоа. Кој ви е најголем критичар? Тоа сакав да прашам, кога се кажувате за што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа. Не само за вашата музика. Критичар, јас сега бев на премиера кај што правев музика, се вика, беше само на пијано. Те молам да не ни помине тоа затоа што немаме многу време, дека пишуваш филмска музика и пишуваш музика за театар повеќе, Епа и најубава критика е јас, пошто мене многу не ме знаат, кога ќе се замешам. Кој ќе седнам некаде на пиво, и најубава критика која ќе слушнеш од луѓе кои што не се задржуваат да кажат што не е добро. Тоа на пример најмногу го сакам што фали, пошто најчесто ние сите сакаме да слушнеме што е добро. Ама човек кој што работи долго време музика и кој што е самиот си е мерката, не му треба да му каже дека е добро. Тоа е добро е затоа што е извадено е тоа и тоа се гледа. Него има работи кои што има нешта кои што не може човек да ги предвиди и тука човек може да научи многу нешта кои ќе слушни случајни луѓе, случајни коментари. Мислам,
луѓето знаат, најчесто публиката знае што е добро, што не. Најчести критичари, не знам, биле моите дома со контрабасот, која сум видел тоа, леле, ова што ќе биде, нели? До сега па до претходниот концерт, да речеме, или не знам, децава или или други деца кои ќе дојдат од странство, доаѓаат деца кои што малецки, па некои последни концерти гледавме некои. Мајки дојдени да гледаат концерт французинчиња, мислам така со големо внимание. И многу убава мисла има од едно дете извадена. Каква е музика? Многу мисля да пее музиката на Љубојна. Каква е музиката на Љубојна? Па природна. Нели? И тоа е супер. Значи аеродинамична. Тоа е одличен комплимент. Да, значи аеродинамична, значи естетска, значи одговара на естетика, значи има се што треба да има еден добар производ. Да, и на просторот и на Затоа времето. викам аеродинамична, мора да патува, да не е затворено, да е отворено. Мислам, верувам дека некои од работите кои што сме ги правеле биле намерни и ги правиме намерно, а многу од работите ги правиме кои што биле добри или ги правиме несвесно со тоа што многу долго време се занимаваме со тој скенер на... Ама сте собрани, еден добри музичари сте сите што сте свирите заедно. Но не е гаранција. Не е гаранција, нормално не, ако не немате... почне тоа да вибрира на начинот на кој што пошто ние сите еднаш сме го осетиле адреналинот на мотор еден кој што вози, ако си човек од стејдж, ние сите сме осетиле барем еднаш кој бил добар концерт. Тогаш не смее да биде под тоа. Тоа е многу тешко после тоа да се лови себе си. Значи треба да се најдат формите на следни добри концерти, на следна добра вајб, на можност. Пред да заборавам, би сакал да ти подарам една книга, мој превод. И благодарам. И да нагласам дека имаме само уште неколку минути. То мина? А многу сакам работи да те прашам, например, пократко ќе одговарам. Да видам тука. Би одбрал друг инструмент, односно имаш некој инструмент следен што сакаш да научиш да го свириш? Сега свирам некои хибриди од бас кој што личи на гитара, устари пак бас. Ама тоа ми е убаво, така ми е природно. Сега нонстоп сменувам нешто во тоа што сум јас. Дали кој ќе се заситам од правење едно, значи само музика за по нарачка, да ја кажеме. После многу често свирам многу долго време и многу често едното го правам во полат денот, другата половина следниот ден. И така да. Од каде црпиш инспирација за... Па не црпам, тоа сум, мислам, не... За компонирање, например, за да... Кажав, не, сега... Од сето она што споменавме, контрапункт, додека патуваш, слушаш музика и се, туку поаѓаш кога ќе ти кажат наменски за ова дело. Наменски за тоа дело, тие сите дела се исти, ние цело време зборуваме за раѓање, за љубување, живот и смрт, ние не зборуваме за ништо друго луѓето. Само за тоа зборуваме, тие се темите вечни. Тие се вечните теми. Сега најчесто кај нас што е нешто многу трагично, како викаат, трагедија пута време е равно на комедија. Тоа е неверојатно вистина. Нели? Инспирација веќе не ја ловам, кога мојот професор по пење, по хор, тој компонираше музика и Румен Цонев и работеше на Сорбона, работеше, предаваше соло пење. Го запознав кога беше во Битола 94-та со Сашо Морфов и јас подоцна се запишав, нели, 97-ма. И после многу често се среќававме за нешто да научам, као Божем, тоа што се прави се учи така. Тоа едно се учи на клупа, едно се учи дома на домашна задача, а другото животот не се учи. Тоа само води. И кога ми кажа, вика, сега како, и викам добро, и сега со кралскиот хор на Швец нешто требаше да диригира и да поставува. Викам добро, а често пати како правите музика? Па во авион. Па вака, и викам, што зборува човекот? Што значи тоа? Тоа значи дека еден мал мотив тргнува
и тој се запишува, тоа се следи, после тоа излегува, како се вика, излегува производот од тоа. Мислам, најчесто јас верувам дека тоа има милион техники за пишување, за правење, но јас таа ја следам. И мене таа ми се свиѓа затоа што јас и така тргнав да научам музика, тоест да учам музика, така тргнав да свирам инструменти, така тргнувам да свирам инструменти. Еј, што е ова? Аха, како работи вака? Ај, која е песна прва тоа? Сите викат многу е тешко пијано се научи, многу е тешко. Кажам, ама тебе ти треба за дома да си свириш да. Земи една песна, од Битл си научи, и лесно е. Еј, стварно, па немој да учиш дел од Рахманинов, нели? Така да некако така музиката поприродно. Поприродно. Мораме за крај. Што би ми кажал за крај? Па за накратко. За крај кажав милион работи, нема крај. Нема крај. Ти благодарам, Оливер, што ни ја вракаш традицијата и што не подсетуваш на оној наш ритам и на преубавата музика што ја имаме. Јас многу благодарам за сите нешта кои што ни се случиле заедно. Не ја враќам традицијата, традицијата ја носам напред со сите ризици кои што ги се создаваат правејќи го тоа, како паѓа една звезда, како една комета, паѓа една звезда, таа се согорува и оди некаде. Не ја враќам традицијата, таа си е поголема од сите нас, но пробувам со целиот ризик и со целиот респект да направам, да направиме нешто ново, сите заедно, нешто ново што ќе биде за сите следни години од следните 100 години. Вау, тоа звучи многу. Тоа се многу години. Ти благодарам. Многу благодарам за книгата, многу благодарам за поканата. Ми беше и чест, и драго, и уживање. Па, мислам, ги следам емисиите и изборот на перфектен на сите гости и мислам свака част на линијата која што се држи на така. Ти благодарам. Со среќа. Го видовме вечерва Оливер Јосифовски, музичар. Понекогаш за да знаеме каде одиме, мораме да застанеме и да слушнеме од каде доаѓаме. Вечерва од разговорот со Оливер видовме уште повеќе ќе знаеме дека не слушаме само музика, слушаме векови кои одбиваат да бидат заборавени и нормално да одат напред и да ги носиме напред со нас за да останат уште многу векови по нас. До следното издание на Трафика ви посакувам да уживате во македонскиот мелос и да имате убави денови и да бидете горди на македонскиот мелос.